Првиот меѓу еднаквите. Човек кој со својата функција, но и со својот карактер, постојано балансира и се грижи законодавната процедура во земјава да тече непречено. Човек кој ги сослушува сите ставови без оглед на тоа кој од која партија и од која припадност доаѓа. Истовремено подеднакво активен на меѓународни средби, постојано прима гости, меѓународни представници, како и представници од домашните институции. Приватно сопруг и татко, правник по професија. Чест ни е што во денешното издание на емисијата Вашиот пратеник гостим во Собраниското студио е председателот на Собранието Африм Гаши. Председателе, добре дојдовте во нашето студио. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Ви честитам на извонредната работа што ја правите и многу сум среќен што Собранискиот канал расте секој ден. Така, во најавата спомнавме дека сте правник по професија, магистриравте на политички науки и човечки ресурси на Институтот за политички студии и социолошки студии. Се замислувавте ли во детството, во средношколските денови, кога работевте претходно како правник, дека некогаш ќе бидете политичар? Апсолутно, никогаш. Јас во моето детство сум се гледал себе си како човек кој има хуманистички побуди повеќе и сум сакал повеќе да им помагам на луѓето. И тогаш од детска перспектива сум мислел дека медицината е нешто што би ме реализирало во тој пат на најдобар можен начин. Но како што растевме, како што се едуциравме, како што креиравме нови пријателства и така натаму, навлегов уште во моите први детски денови во основно училиште, станав дел од хорот на училиштето, па почнав да вежбам гитара, па формиравме музичка група и така уметноста стана една од најбитните работи во мојот живот. Така политиката сум ја гледал, сум ја следел, но не сум се гледал себе си во тоа. Но еве, денеска сум тука и се обидувам тие побуди од детството, хуманизмот, културата, уметноста, книгите, знаењето, да можам да ги донесам во политиката и со нив се служам како алатки, затоа што мислам дека тоа е многу добро за да ја развиеме и политиката и да ги развиеме и тие димензии на политиката со уметноста, со хуманизмот и така натаму. Од вашата биографија гледаме дека сте роден во Скопје. Ги спомнавме детските интереси, најубавиот период, да речеме, од животот, семејството, традицијата. Колку ова себе формираше вас како лично? Што најмногу влијаеше на вашиот развоен пат? Па, апсолутно многу. Многу. Тоа што сум роден во Скопје, во една мултиетничка средина, јас сум растен со комши и пријатели кои биле од различни етникуми, различни религии. Моите први комши беа македонци. Така, албанскиот јазик и македонскиот јазик јас ги учев паралелно истовремено од моите први детски денови. И тука во моето мало јас почнав да се здобијам со овие вредности кои и денеска ги култивирам, ги бранам и ги промовирам секаде затоа што мислам дека е многу битно за државата. Скопје го сакам многу, се чувствувам како многу голем скопјанец. Тоа ми е еден од посилните идентитети кои сакам да ги истакнувам. Но како што растевме, како што се движеше политичката сцена во државата, поделбите етнички, политички ми влијаја да јас се навратам на моето детство и да видам дека тоа што ние сме го правеле како деца во нашето мало
таа љубов, толеранција, соживот кој сме го имале во нашето мало, без да гледаме кој од каде и каква припадност има, мислев дека е многу е добро да го донесеме во политика и тоа дека ќе го залечи нашето општество во делот на политичката перспектива или во политичката смисла на зборот. И затоа од првиот ден во политиката, јас релативно касно сум влезен во политика, 2014 година, секој мој збор го одмерувам од таа перспектива. Сакам да бидам човек кој спојува, кој ги доближува луѓето, кој гради мостови, кој ги доближува културите, кој ги сака луѓето, ги почитува. И иако политичката сцена е така потензична, бара понекогаш повеќе тензии и конфликти, јас сум се обидувал да ги избегнам тие и затоа што цврсто верувам дека на нашата држава, на нашиот народ не им требаат таквите елементи, туку напротив, им требаат луѓе кои ги водат кон соживот, кон разбирање и кон нетолеранција, туку повисокиот степен на толеранцијата, тоа е љубовта. Јас не гледам никаква причина да не живееме заедно во ова наша заедничка држава, да ги правиме луѓето да се среќни, а не и така тешкиот живот кој го имаме транзицијски уште, да им го отежнуваме уште повеќе. Во комуникација со останатите колеги, сопратеници и македонци и албанци, речиси сите ве доживуваат како таков човек кој балансира, човек кој има простор да ги сослуша сите и токму затоа во најавата кажавме дека вие сте отворен секогаш за разговор, без оглед кој од која партија доаѓа. Спомнавте дека многу покасно сте се вклучиле во политиката, повеќе од 10 години сте активен на политичката сцена. Меѓутоа сте правник по професија. Колку тоа што го стекнавте како знаење и како искуство пред да станете политички активен ви помага во работата во законодавниот дом? Па малку го спомнав тоа. Јас, иако сум завршил право и политички науки, не сум работел како правник. Најголемиот мојот работен век е врзан за култура и издаваштво. Јас сум бил уредник во една издавачка куќа, многу почитувана во државата. Јас сум многу горд што сум бил дел од таа издавачка куќа. Па потоа формиравме заедно, основавме едно списание, политички магазин. Јас бев основач и главен уредник на тој магазин. Повеќе беше и интелектуална творевина, како би кажал, за по интелектуалниот аспект на политиката, политичките идеи и така натаму. И тоа многу ми помогна во политиката, или всушност би кажал тоа ме воведе во политиката, гледајќи ги подлабоко работите, дојдовме до констатацијата дека тоа што денес се случува на политичката сцена не се сопаѓа ниту со нашите традиционални вредности, ниту со тоа што сме го имале како деца, ниту со нашата семејна едукација, а ниту со едукацијата низ образовниот процес кој го имаме. Ние учиме за други вредности, а во политичката сцена и во реалниот живот ни се имплементира и ни се наметнува друг начин на живење и политичка култура, би рекол во заграда, не култура. И тоа ми помага многу и денеска. Од тој аспект јас ја гледам политиката, се обидувам да воведам повисока политичка култура, соработката со сите политички актери, го гледам како суштинско. Ние сите имаме право да мислиме, да споделуваме еден систем на вредности, но дека другиот има други вредности, не треба ниту да го стигматизираме, ниту да не го почитуваме, туку
ние го кажувам тоа пред граѓаните и тие на избори се одлучуваат дали во одреден момент ќе се определат за една политичка опција или за друга, за еден систем на вредности или за други. За жал, уште не сме стигнали до тоа ниво да програмите ни билат главната определба по која граѓаните би се одлучиле на избори, но мислам дека одиме натаму и затоа ни треба луѓе во политиката кои ја имаат во себе и едукативната компонента. Не само трчањето по гласови или политичкиот маркетинг, политиканството, туку дали мојот предизвик е дали можеме да бидеме позитивни политички модели кои ќе ја подигнеме политичката култура. И тоа мислам дека ако не денеска, во иднина ќе донесе квалитет, ќе донесе подквалитетна политичка компетиција и кога во политиката ќе биде квалитетот и програмата начина определба, јас сум убеден дека развојот на државата од севкупен аспект ќе биде позитивен. Покрај другите активности што ги имате како председател на Законодавниот дом, често пати патувате надвор, се среќавате со различни делегации, се среќавате со ваши колеги од странските парламенти, учествувате на разни годишни конференции и собранија. Меѓутоа, често примате гости и тука во собранието, во вашиот кабинет. Активни сте и на терен по пратеничките канцеларии, по општините низ Македонија. Што најчесто разговарате на тие средби, и меѓународни и домашни, кога патувате во странство, какви пораки им пренесувате на вашите колеги? Kjo është një çështje shumë e rëndësishme sa i përket dimensionit të zhvillimit të diplomacisë parlamentare, që është diçka që është një prej prioriteteve të mia si kryetari i kuvendit. Kam konstatuar edhe mund të konstatojmë se vërtet ky dimension i parlamentit, punës parlamentare, nuk ka qenë shumë i zhvilluar dhe nuk ka qenë fokusi shumë i madh këtu, por ky është një trend edhe global, edhe në demokracitë e zhvilluara, demokracia parlamentare dhe diplomacia parlamentare po zhvillohet me të madhe. Unë prej ditës së parë, si kryetari i kuvendit, i kam vendosur vetes prioritet që ta zhvillojmë këtë dimension të diplomacisë parlamentare, prandaj edhe e kemi rritur shumë kuantumin e vizitave edhe jashtë vendit, por siç e thatë edhe ju, edhe të pritjeve që i kemi pasur në këtë kuvend, pikërisht edhe në këtë zyrë ku i zhvillojmë takimet solemne me kryetarët e shteteve, kryetarët e kuvendeve, kryeministrat e kështu me radhë. Diplomacia parlamentare është një dimension shumë i rëndësishëm, sidomos në kontekstin në cilën gjendet edhe vendi ynë. Ju e dini që ne jemi në prag të ndryshimeve kushtetuese apo hapjes së kapitujve për integrimin në Bashkimin Evropian, dhe ajo pengesa në të cilën kemi hasur, pra ndryshimet kushtetuese, kërkon një shpjegim dhe një lobim. Dhe prandaj unë përveç bashkëpunimit që dua ta zhvilloj si kuvend i vendit ton me kuvendet e vendeve tjera, jam shumë i interesuar dhe loboj për interesin ton shtetëror që t'ua shpjegoj kontekstin në të cilën sot Maqedonia gjendet, Maqedonia e Veriut, e bëjmë shpjegimin se si mund të bëhen ndryshimet kushtetuese, se është prioriteti ynë Bashkimi Evropian, integrimi i shpejt i vendit, se agenda jonë dhe qëllimi jonë strategjik për integrim të vendit në Bashkimin Evropian mbetet fuqimisht dhe është prioritet numër 1, është një prej qëllimeve strategjike tona, dhe prandaj krejt këto dimensione i mbulojmë me vizitat tona dhe mendoj se kemi bërë një punë të shkëlqyeshme. Mendoj se duhet përmendur se vetëm brenda një viti, sa kam qenë kryetar i shtetit, kemi pasur për herë të parë vizitë në 3 kryeqendra shumë të rëndësishme europiane,
Berlini, Parisi dhe Londra në vizita zyrtare. Për herë të parë ka qenë një kryetar i kuvendit të Maqedonisë së Veriut në një vizitë zyrtare në këto 3 vende dhe fati deshti dhe jam shumë i lumtur që unë i realizova këto 3 takime. Mos flasim edhe takime tjera që kemi pasur në selinë qendrore të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian në Bruksel. Takimet e kësaj diplomacie i fillova nga Washingtoni në samitin e NATO-s, pastaj Stockholmi, Gjeneva, Roma, gjitha këto kryeqendra i vizituam brenda një viti. Gjithashtu kemi pasur edhe takime shumë të rëndësishme që na kanë ardhur në vizitë në parlamentin tonë. Собраниска пракса е секој понеделник редовно да одржувате средба, координативен состанок со координаторите од сите пратенички групи тука во собранието. Вие како председател воспоставивте пракса секој понеделник да информирате што се разговарало на тие средби и какви активности се договориле за тековната недела. Како тече соработката со координаторите и со сите пратеници без оглед од која партија доаѓаат? Координими është një prej komponentave shumë të rëndësishme të kuvendit. Pikërisht dhe jo rastësisht kjo është definuar edhe me rregulloren e kuvendit. Unë jam i obliguar që të mbaj këto koordinime, por jo vetëm për shkak të obligimit, unë ndjej edhe kënaqësi dhe vërtet këto koordinime na ndihmojnë shumë në punën e kuvendit. Gjërat kryesore, agenda javore, 2 javore, pikpamjet e ndryshme që i kemi brenda partive të ndryshme politike, i flasim aty, i koordinojmë punët, merremi vesh dhe pastaj puna në kuvend, në seansat plenare dhe në komisione shkon më lehtë dhe në bashkëpunim me gjitha subjektet me njëra tjetrën. Por ky koordinim me subjekteve politike dhe kontakti me partitë politike nuk mbetet vetëm aty. Unë jam vazhdimisht i hapur me ta, mundohem të jem në kontakt me gjitha subjektet politike, me koordinatorët e tyre. Dua t'i falenderoj ato për bashkëpunimin që kanë pasur deri tash me mua. Vërtet kemi pasur komunikim të konstruktiv dhe cilësor dhe kjo i ka ndihmuar punës së kuvendit. Prandaj mendoj se kjo duhet të vazhdoj kështu dhe jam shumë i lumtur për këtë komponent të kuvendit të cilin e kemi zhvilluar. Председателе, за крај на нашето интервју, до крајот на овој мандат со овој пратенички состав, со мандат од 2024 до 2028 година, остануваат нешто повеќе од 2 години. Кога би сакале да издвоите една заложба или едно законско решение по кое што би сакале гласачите и граѓаните да ве паметат вас како председател на собранието, што би издвоиле? Тешко е да се издвои еден закон. Во демократиите, во процес и во процесот на созревање на нашата држава во аспект на демократичност и парламентаризам, не може да има еден моментум. Секако, многу сум среќен за развојната национална стратегија што ја донесовме. Тоа е единствен прв документ кој државата се гледа себе си како би се развиела во наредниве 20 години. И многу сум среќен што освен го донесовме како документ, тој беше подготвен од минатата влада или минатиот собраниски состав и ние го усвоивме во собрание исто така консензуално заеднички со сите политички партии. И тоа е моментумот што најмногу ми се допаѓа. Прво, има стратегија, национална стратегија за развој на државата, документ кој тоа е визија за наредни 20 години како ќе се развиваме и многу ми се допаѓа кога имаме консензуалност, кога се договараме сите за нешто каде ја гледаме нашата држава во идните 20 години. И ако е нешто што би издвоило, секако е таа стратегија и тој документ кој го освоивме во собранието.
Ви благодарам за денешниот разговор и што ја имавме можноста и честа што имавте можност да се представите пред нашите гледачи на еден поинаков начин од кој што се навикнати гледачите да ве гледаат од собраниската говорница и што споделивте со нас моменти од вашиот професионален развој, но и од вашето детство. Благодарам многу. Еве, за прв пат се наоѓам во ситуација во собранието, некој да ми дава збор и да ми го одземе зборот. Ви благодарам. Ви благодарам и вас.